Учениците се дискриминирани и прекршено им е правото на образование, реагира првата детска амбасада во светот Медјаши. Откако трета година поред се случува хаос во образованието со немање книги за секое дете, првиот човек на Медјаши порачува дека никој не смее да биде амнестиран од одговорност. Не само што се врши системска и структурна дискриминација од Министерството за образование, туку се прекршува правото на законската обврска да се обезбеди учебници за сите деца. Тоа е законска обврска на Министерството за образование и нема ниту еден изговор кој ги амнестира од одговорност. Коментирајќи најавата за тужба против МОН од страна на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Змијанац вели дека родителите може да го тужат Министерството, зашто навреме не обезбедило книги на почетокот од учебната година. Ги поддржуваме Комисијата и навистина постапуваат соодветно нивните ингеренции, но исто така можат и група граѓани, односно родители, да поднесат тужба и навистина да го ставиме Министерството под притисок да се врши законската обврска. И Синдикатот за образование и наука вели дека мора да има одговорност за немањето учебници. Овој проблем е проблем и дека треба да се надмине доколку сакаме искрено да имаме солиден образовен систем. Спротивно, ќе импровизираме настава, наставниците дефинитивно се креативни, се трудолюбиви, меѓутоа тоа не е доволно за да учениците ги совладаат тие знаења. Неделков додава и дека без книги не се само основците, туку и учениците од средно стручно образование, кои со години немаат книги, па така во прашање се доведува знаењето на учениците. Поголемиот дел од средните училишта кои што веќе една деценија немаат учебници. Значи, тоа е сериозен проблем и сето тоа се одразува и на квалитетот на наставата, меѓутоа сериозно се одразува кога зборуваме за средните училишта и на квалитетот на знаење. Претходно, голем дел од наставниците реагира дека од 126 фала дури 43 книги за основците, односно 34%, а капак на се е тоа што воопшто нема учебници за трето и шесто одделение. Инаку Комисијата за спречување и заштита од дискриминација одлучи да поднесе тужба против Министерството за образование, и тоа поради недостигот на учебниците во основното образование. Ова е прв таков случај во Македонија.